уметност во 90 минути повторно. Така е, од вчера 23 па се до 27, поточно од понеделник до петок, оваа работна седмица или работна недела, во Капитол Мол од 10 до 22 часот отворена изложбата Скопје Bizart, историја, уметност, традиција и искуство. Се разбира во организација на Хаемус, а некако мене синоним за Хаемус изминативе години ми е Василка Димитровска. Добре ни дојде. Добро ни дојде, Василка. Во новото руба. За многу години, нели, ова ми е прво гостување во новото студио, во новата емисија. Фала Цеце, фала Марко за поканата. Да. Те бендица се ли само студиото вака околу морamo далеко, од уметничка гледна точка. Во режија. Да добиеш целосна Да, да, Скопје, да, моје Скопје. Јас си го сакам Скопје, јас сум пета генерација. Пета генерација на Да, од мојата фамилија овдека во Скопје и некако просто се идентификувам со градот. Пулсираш во Скопје, буквално пулсираш. Па јас си пишувам, зборувам, работам, сонувам, создавам, да, за Скопје, да. Вчера се отвори изложбата, ќе трае до овој петок, како што веќе споменавме, Скопје Bizart. Зошто такво име? Што во образложение би значило истото и што се е понудено во Капитол Мол? Зашто не кирилично, зашто латинично, така некој Да, многу не прашуваат зошто вие се во однос на оваа концептуална изложба на кирилица, а само името е на латиница, па сега нели да појаснам прво за вашите гледачи дека од вчера се отвори и ќе трае до петок до 10 часот во Капитол Мол една концептуална изложба на тема за средновековното наследство на Скопје, кое што практично кај нас како еден популарен термин е познато како византиско наследство. Сега византиското наследство, нели на англиски се нарекува Byzantine heritage, уметноста, нели, или наследството на Византија, бидејќи ние не се обраќаме само на македонската публика, се обраќаме и на странците, интернационално ние, но и ние како еден follow-up, еден мал проект кој што се одвои од еден многу поголем проект кој што веќе го има, кој што ни е тековен, ни е грант од градот Скопје во рамките на годинешната програма за култура. Што се вели темели има постојат. Така, и благодарение на тој проект ние имаме до сега во нашата архива мапи, фотографии, официјални, многу текст, многу помош од други колеги, значи огромен материјал благодарение на тој проект, а тој проект ќе се вообличи на крајот од годината и е на англиски јазик водич низ византиското наследство на Скопје. И ние си рековме кога веќе нели го имаме тој материјал, тој ни е даден од градот Скопје, тогаш ние ќе направиме успат и оваа изложба еден вовед нели во самото она кое што подоцна ќе го печатиме. Јас упатувам голема благодарност прво до Капитол Мол, до собствениците, до менаџментот, веќе ова не ни е прв пат. Да, ние сме организација и сме граѓанска, непрофитна, нели сите работи кои што ги правиме доаѓаат од нас и се за граѓаните и имаат големо разбирање за она кое што го работиме и нели ни отстапија простор, логистика и сето тоа. Меѓутоа, Василка, ќе се слушате дека тоа баш се убави молови каде што има фреквенција на многу луѓе. Така, јас ќе раскажам и зошто е сега во мол. Да, само да завршам дека благодарам повторно нели на град Скопје, веќе кажав зошто за целата логистичка поддршка која што ни ја дадоа и најмногу на сестринството на Марковиот манастир, бидејќи во рамките на изложбата поставени се нивни оригинални, јас ќе ги наречам ракотворби, но тоа се уметнички дела. Тоа се графики и икони правени според средновековни техники. Сега што ги погледнавме. Јас донесов нешто од материјал. Може ли уште еднаш од режија да ни ги пуштат? Би сакала да ни ги да ги прокоментирам. Да, ова што го гледаме сега е Свети Никола Шишевски. Само секунда, тоа не оди во етер, ќе може ли од режија да ни ги повторат? Да, ова е официјалниот постер кој што нели го има на сите страни во Капитол Мол. Ова е една фреска од Свети Никола Шишевски од манастирот за животот на Свети Никола. Ова е Свети Никола во село Љуботен, за оние кои што не знаат, оригинална византиска црква. Ова е олтарот на Марковиот манастир, нешто феноменално. Ова се дел од ракотворбите на сестрите од Марковиот манастир, кој што ова е се изложено. Значи и галеријата од изложбено продажен карактер може на лице место да се информираат таму.
Значи посетителите, ова се некои од постерите, нормално не ги донесов сите, за да може да на изложба. Тоа е тоа. Така. Ние сме дел од една голема меѓународна тоа не е организација, него движење, Европски денови на културното наследство. Тие се случуваат различно во секоја држава. Кај нас како координатор Музеј на Република Северна Македонија решија дека тоа ќе биде од 23 до 27 и не само Хаемус како организација, туку многу други организации, музеи, многу други културни институции ги отвараат вратите. Еве јас баш пред некој ден прочитав дека во Свети Спас, црквата, граѓаните можат да влезат без пари, бидејќи таа е културно наследство, таа е официјално музеј, се плаќа влезница, но во рамките на оваа недела и за сите домашни, и за сите странски посетители, туристи, значи е бесплатно. Гробот на Гоце Делчев, црквата Свети Спас, дури и музеот, малиот музеј на Гоце Делчев е отворен за публиката. Така да убаво би било да се информираат, има на интернет, дури поставивме ни еден огромен постер во Капитол Мол со целата програма за сите институции што ќе се случува, значи не само за нас, така да сакавме на некој начин, бидејќи сме дел од целата таа манифестација, на некој начин и нив да ги промовираме. Ние сме секоја година дел, да, не сум точно сигурна, да не зборувам во името на колегите, ама сигурно барем едно 15 на години. Македонија во континуитет е дел, иако не сме, така, иако не сме нели дел од ЕУ и сето тоа се сепак европски денови на културното наследство, а Хаемус за прв пат се вклучува во оваа манифестација на моје огромно задоволство. Која е целта? Подигнување на свесноста кај граѓаните? Дали сме доволно информирани што се поседуваме како културно наследство? Јас мислам дека не сме доволно информирани. Значи, луѓето одат во црква. Знам дека ги празнуваат празниците, си ги чествуваат и мендени, слави, сето да сега пред некој ден беше воведение на Пресвета Богородица. Например, но не знам дали знаат дека на територија на Скопје најголем дел од црквите се посветени на Света Богородица или на Свети Никола. Значи, сум сретнала цркви кои што се нарекуваат Света Богородица, нивното второ име е Свети Никола. Да, тоа е една работа. Второ, например, има ексклузивно одредени храмови за кои што верувам дека ни вие не сте чуле. Например, има еден храм од прилика од 1340 година, се наоѓа на платото во селото Кучевиште. И сликарството е оригинално, византиско, тоа е нешто феноменално, меѓутоа раритет што се вели. Раритет. Мислам дека на територијата на Скопје има точно околу 7 или 8, не ме земете за збор, византиски цркви и негдека уште околу 11 или 12 поствизантиски цркви. Значи тоа е огромно наследство и ние сега се обидовме некако, нели, работејќи на овој проект за туристичкиот водич низ византиското наследство на Скопје, некако сето тоа да го конципираме, па самиот водич ќе биде промоција. Јас мислам дека понатаму ние ќе имаме и други тековни проекти кои што ќе се одвојат од овој главен проект, бидејќи веќе имаме огромен број на материјал. Благодарам и на сите колеги нели во позадина институции или поединци кои што ни помогнаа на некој начин сето ова да го реализираме, бидејќи не е мала работа на едно место да се стави византиското наследство, но видоа, значи вашите гледачи дека тоа не е стрикно само византиско наследство, бидејќи се обидовме да го ставиме вон контекстот само на уметноста која што е зададена како одредница за европските денови на културното наследство, бидејќи луѓето во Македонија најчесто овие големи религиозни празници ги идентификуваат со традицијата. Само што сакав да ви споменам за тоа. Или со уметноста, така, да. Па заради тоа што најголем дел од луѓето се верници и никому ништо не значи ако вие застанете во една византиска црква и кажете, знаете, во наосот на северниот дел наспроти олтарот, горе над вратата се слика Успение на Пресвета Богородица и така натаму. Ќе кажете, овде е голема Богородица, луѓето веќе имаат представа за што се зборува. Баш така. Зошто Капитол Мол? Еве интересна концепт. Сериозно, драго ми е што дека и да речеме и централното подрачје на Скопје станува да речам дел од тие така европски светски метрополи каде што моловите ги прават во едни културни платформи, апропо нели и вака, кога пред неколку години станавме носители на мартинките во УНЕСКО, пројдовме некои одредени тренинзи од тамошните експерти
и не посоветуваат дека како граѓанска организација многу полесно можеме да стигнеме, да допреме, значи до граѓаните, На вакви ако тоа го локации. правиме негдека или на отворен простор некаде во градот, Площад например на или некој да площад, речеме, така, аха. или во мол, каде што има огромен обрт. Јас не сум сигурна, меѓутоа можам да гарантирам според посетителите кои што ги имавме за манифестацијата на Мартинките, дека во Капитол мол сигурно влегуваат меѓу 15 до 20.000 луѓе дневно. Дневно, што значи дека за кога од Музеот на Македонија колешката ме праша Василка, на крајот кога ќе го пополнуваш листот за евалуација, например да напишеш отприлика, нели колку луѓе вели. Ја викам како можам да отприлика, не можеме ни да изброиме бидејќи не знаеме до кој се ќе допре. Можам велам да кажам некоја отприлика некоја бројка, кажеме еве 10.000, да биде 50.000 за 5 дена, 10.000 што секако ќе направи една од најпосетените изложби во рамките на целата манифестација. Јасно. Василка, ќе има панели, ќе има дискусии, ќе може да се зборува малку поопширно на темите? Не, направена е само една постапка каде што може да се информираат за се што е во однос на ракотворбите, оставени се нашите контакти, да не го вознемируваме сестринството. Ако сакаат нешто повеќе, можат да ни се обратат. Ние сакавме малку да ги оставиме на страна, тие си имаат некоја своја работа, ние повеќе се грижиме за менеджментот и за промоцијата, но се што е во однос на оваа изложба за средновековното наследство на Скопје, тоест византиското наследство, во Капитол мол, значи слободно можат како Хаемус да ни се обратат или на телефон, или таму на лице место, или на мејл. Што е следно од Хаемус? Знам дека не запираш познавајките. Да. Епа незванично еве ќе издадам бидејќи од утре почнува кампањата, ќе бидеме повторно дел од дестинација Македонија на компанијата Групер. Да, ќе имаме тури, ќе се организираат тури, значи најверојатно ќе поставиме две тура низ палатите на Старо Скопје и тура низ отоманското наследство на Скопје. Не знам дали уште нешто друго ќе имаме. Се уште сме во преговори, меѓутоа еве водичот ќе има и друго, но не смеам да зборувам пред да се реализира. Повторно затоа што Одлично, не беше драго што ти Благодарам. Искуства, она што го понудивте тогаш што турите беше се покажа како супер работа и зошто да не на еден таков начин да не продолжиме, да. Да не продолжите и да не се запознаат луѓето со тоа што се имаме во нашето мило Скопје. Можеби тие тури ќе се прошират и во останатите градови, меѓутоа Дај Боже, знам дека има урнек некој во Охрид, се обидуваат нешто да прават и мене ми е многу драго. Одлично, Василка, се гледаме. Јас ви благодарам.